Продолжуваме понатаму, во однос на овие, реков јас, ротацијски интервјуа, потоа сватив дека нема никаква ротација, туку едноставно само ги заменуваме гостите, но брзинска ни е денеска емисијата и доста ефективна, затоа што сметам дека токму и пред да започне официјалната кампања треба да се одвои време на партиите и особено се радувам што и тоа ако веќе мораме во проценти да се изразуваме, 75% од денешните гости се председатели и председателки на партии, а само 25 се представници. Во ова следно интервју разговараме заедно со една наша редовна гостинка на оваа телевизија, председателката на Дом, Маја Морачанин и пратеничка во Собранието. Добро утро, како сте? Добро утро, одлично, благодарам на поканата. Се надевам дека ќе имаме доволно време да поразговараме и потоа да се префрлите на врските. Знам дека сте кнапи во собрание и сега веќе пред кампања. Не смееме да зборуваме за кампањата, бидејќи се уште не е почната официјално, но добро, ќе одиме од околу. Кои се очекувањата за локалните избори од ваша страна? Јас очекувам, сега не знам колку ми е дозволено, бидејќи сме пред кампања, не смееме да ја спомнуваме програмата и не смееме кандидатите. Но така изгласавте во собрание. така ама сметам дека треба да се допрецизира, затоа што остануваат така многу отворени прашања околу тоа што е дозволено, што не е дозволено. Еве уште еден пратеник пред вас го имаше истото мислење, така што ќе ве соберам сите еден по еден. Дефинитивно треба да се допрецизира за сите да имаат фер услови за настап и да е најасно што е дозволено, што не е дозволено. Ќе се навратиме на тоа, очекувањата да ги слушнам. Прва баш ќе се навратиме на ова прашање. Очекувањата се дека граѓаните ќе дадат својата поддршка за кандидатите кои што сметаат дека најдобро може да ги застапуваат нивните интереси, нивните барања, бидејќи особено за локалните избори се важни за секојдневниот живот на граѓаните. Тоа се представници нивни во локалната самоуправа, таму каде што се носат најзначајните одлуки кои што практично навистина влијаат на секојдневниот живот на секој граѓанин. Јас се разбира, очекувам дека ќе дадат поддршката за нашите кандидати од движењето за одлучно, бидејќи одлучно за промени, бидејќи ние навистина овој пат на овие локални избори настапуваме со, би рекла, отворени листи во кои што не се само кандидати од партиите, туку и од граѓанскиот сектор, експерти, активисти, едноставно луѓе кои што се честни, со интегритет и со добра намера навистина да помогнат во промените во локалната самоуправа кои што е неопходно да се случат после 30 години. На резка граница сме веќе да не започнуваме кампања. Кажете ми, да се навратам на оно што го споменавме и околу изборниот законник и претходно и со претходниот гостин тоа го зборувавме од аспектот кај него на заедниците во земјава, но овде ме интересира дали оние партии кои што не се од главниот колач на власта, не сакам да ги употребувам тие флоскули, помалите партии, некако ми е многу чудно, не знам вам како ви звучи тоа кога ќе ме наречат така. Чудно е, но ние се навикнавме бидејќи тоа е најчестиот израз кој што се користи. Но токму, помалите партии, токму тие се тие кои што навистина може да го нарушат тој баланс на големите сили. И тоа го воочуваме во изминатиот период, каде што токму баш едно гласче е тоа кое што може да им ги наруши сметките. Дали може би поради тоа мислите дека се уште никој не го пушта својот дел на ортомата во тргањето за промена на изборниот законник, за да може да има рамномерна застапеност и една изборна единица? Така е, оваа тема за промена на изборниот законник, една изборна единица, отворени листи, многу често сме разговарале, со години би рекла. Ние, мислам дека во 3 наврати, како Дом сме поднесувале предлог закон за измена на изборниот законник, токму од тој аспект за една изборна единица, што е од интерес за парламентарните избори, а за локалните за отварање на листите и подеднаков број жени и мажи кандидати. И тоа прашање се отвори сега? Се отвори, имаше и во јавноста, и дебата, и така натаму, има голема поддршка од граѓаните. Значи имаше едно истражување, читам пред 2 години, каде што преку 50% од граѓаните се изјаснија дека поддржуваат
една изборна единица, отворени листи и така натаму, но очигледно кај партиите немаше расположение за да се случат овие промени, иако и дискутиравме, разговаравме, мислевме дека веќе барем за отварање на листите сме на добар пат да се постигне некој консензус, но тоа не се случи. Добро, ма веќе може би еден чекор понапред од она што бевме претходно. Да, чекор понапред, дефинитивно, бидејќи минатиот пат кога го поднесовме предлог законот беше блокиран во собрание со 3000 амандмани, така што воопшто не се ни отвори дискусија. Сега веќе имаше некоја дискусија меѓу представниците од партиите, во јавноста, граѓанскиот сектор отвараше дебати на оваа тема, така што чекор понапред, но мислам дека навистина е крајно време, бидејќи е барање од граѓаните и бидејќи е многу важно, затоа што е тоа демократизација не само на партиите, туку демократизација на општеството во целина. Тоа навистина би го сменил и составот, и во советите, и во парламентот. За собранието, баш тоа сакав да ве прашам, дали сметате дека сите овие распрснати гласови кои што ги имате како поддршка низ државата, кога ќе се соберат на едно купче, ќе има комплетно различна мапа во собранието? Апсолутно, така ќе бидат особено и вашата застапеност и застапеноста на другите партии кои што... Така ќе бидат повлијателни, бидејќи и порано се случувало на парламентарни избори некоја политичка партија да освои 30.000 гласови на ниво на државата, а да не добие ниту еден пратеник во парламентот. И практично оние сите тие 30.000 гласачи кои што го дале својот глас за таа одредена опција, немаат свој представник во парламентот. Интересно е за овие избори, воопштено е веќе зборуваме, да не казнат од агенција. Интересно е за овие избори што вие и ЛДП не отидовте во коалиција со големите сили, како што вообичаено нели се случува најчесто помалите да се врзат со оние кои што се најзастапени, и направивте коалиција меѓу себе. И тоа е еден интересен момент, каде што одеднаш од две помали се истакнавте како една од главните коалиции од кои што граѓаните имаат очекувања сега од понеделник натаму. Зошто се одлучивте на таков чекор? Бидејќи тоа од една страна е ризично за вас, ама па за локални избори па баш и не е, бидејќи ви е таман напипување на пулсот на граѓаните. Идејата произлезе од едноставно меѓусебни разговори и во парламентот и надвор од парламентот, бидејќи навистина сметаме дека е потребно да се смени овие промени за кои зборуваме, онаа слика која веќе 3 децении ја гледаме, два големи блока и една голема поларизација не само во парламентот, не само во политиката, туку и во општеството. И ние се разбира како политички партии имаме собствени програми, вредности, идеологија, ако сакате, во која веруваме, која што е блиска за одредени теми, особено кога станува збор за почитување на европските вредности. Ние сме прогресивни партии за кои што се залагаат нели за правда, за демократија, за напредување на човекови права и се разбира прашањата од областа на екологијата, така што како слични програмски вредности кои бидејќи вие сте истакнати како најзелена партија во земјата, со ЛДП тука се наоѓате на исто ниво? Да, не сме добро. Или велат тоа си е ваш ресор, вие тоа терајте. Да, но даваат поддршка. Знаете, не можете да влезете оти за нас тие теми се многу важни. Не можете да се најдете заедно во некоја политичка промоција и да барате поддршка од граѓаните, доколку немате блиски ставови за одредени теми. Се разбира, тоа е нашиот ресор, но ја имаме целосната поддршка од ЛДП во тој дел, бидејќи ние навистина сме се докажале дека во целиот изминат период дека зелените вредности се нешто што од кое ние не се откажуваме. Сметате ли дека еден плуралистички чекор, да речеме, во државата, кога одеднаш се појавија толку голем број на независни листи, а особено меѓуетнички коалиции? Тоа, мислам, добро, не сме толку изненадени од меѓуетничките коалиции, особено не на парламентарно ниво, на локално може би не било толку јавно, но факт е дека партиите се, нели... Да, сега независни листи имало и порано, но овој пат веројатно многу повеќе медиумско внимание добиваат. Издали го сметате ова како еден плуралистички чин? Да, мислам дека е добро. За демократијата е добро секогаш кога имате поголем избор.
Дали се независни, дали се политички партии, тоа е добро за демократијата. Граѓаните едноставно имаат поголем избор да одредат за кого ќе го дадат својот глас, односно се разбира за кој тие сметаат дека е најсоодветно, дека најдобро ги застапува нивните интереси. Сега друго е прашањето колку се вистина независни, колку се независни, да, добро, дел од нив произлегуваат и од партија, имате вие и од вашата партија произлегување, не смееме сега имиња заради кампањата. Зависни, независни и така, тоа мислам дека не е коректно кон јавноста. Јас ги почитувам, знаете, граѓанските организации и имам одлична соработка во целиот изминат период во парламентот со нив по различни теми, не само еколошките здруженија и од областа на човекови права и така натаму, и мислам дека е тоа многу важно. Граѓанскиот сектор е навистина би рекла еден од клучните елементи за развој, за прогрес на целокупното општество, и затоа се тие невладини организации како watchdog ги велиме. Значи, тие се оние кои контролираат власта, извршната, законодавната и така натаму, и соработката со нив е навистина од огромно значење, но легитимно е дел од тие здруженија, тие што се таму застапници, да сакаат да влезат и во локалната власт, па и во парламентарната, ништо нема спорно околу тоа. За мене е важно да бидете чесен и искрен кон граѓаните. Тоа е најважниот момент во кандидирањето. Се разбира, секој има, сега зборуваме неутрално, различни вредности во кои верува, различна програма, и тоа е сосема во ред, но треба да сте искрени пред граѓаните и, што е исто така многу важно, кога ќе добиете поддршката, да останете доследни на она за кое што сте се представиле, сте ја добиле довербата, и да се трудите максимално да го реализирате она што сте го ветиле. Така. Во изминатиот период се соочивте доста со зголемено присуство во медиумите, сега зборувам конкретно за Дом, не за коалицијата. Дали сметате дека натрепартиските превирања кои што се прелеа надвор и излегоа во медиумите, ви направија некакво негативно влијание или некаков негативен поглед од страна на граѓаните од комуникацијата која што ја имате со граѓаните и со членството? Не мислам, не мислам, убедена сум дека тоа не е случај. Напротив, на граѓаните, особено сега со кандидатурите и така натаму, има апсолутно јасно дека она што Доми официјално го соопштуваше пред граѓаните, тоа е тоа што се случуваше. Едноставно, идејата беше да се наштети на Дом ради некои лични интереси и би рекла и туѓи некои политички интереси во позадина. Дали, кога веќе ги спомнав преска меѓуетничките коалиции, дали ваквите коалицирања меѓуетнички кои што се случуваат, особено сега имајќи го наум пописот, кој што верувам и претпоставам дека можеби имате и вие слично мислење, но доколку немате, ве слободно кажете спротивно, дека пописот ќе биде доста злоупотребен во текот на предизборната кампања која што треба да започне од понеделник, особено од СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ, БЕСА, ДП, Алтернатива, Алијанса за албанците, кои што мислам дека ќе го злоупотребуваат во предизборната кампања и веќе ќе почнат и да лицитираат со бројки кои што ќе извршат и влијание на локалните избори. Дали тоа некако... Мислам дека е премногу рано да зборуваме за тоа, и ние во медиумите искрено се надеваме дека ќе имаме 2 години рад без избори да ни се случат, но дали овие меѓуетнички превирања кои што ги имаме сега и коалиции се можеби некакво предворје за нови парламентарни избори? Не мислам дека... Три прашања во едно имам, ама... Ајде поред да одговорам во однос на пописот. Јас навистина се радувам што конечно после 20 години имаме попис, бидејќи тоа беше недозволиво, затоа што, знаете, станува нерелевантно да креирате политики, а немате основни податоци врз база на што ги креирате тие политики. Да распределувате буџет на почеток. Како тоа, или сега како да планираме, дали во некој регион или во општина е потребно да се изгради некаде градинка или училиште или здравствена установа, ако ние не знаеме ни колку луѓе таму живеат и какви се потребите. Така што тоа е добро што конечно пописот се спроведува, и драго ми е што целиот попис оди во една мирна атмосфера, би рекла, настрана од тоа повикување на некој дека треба да се бойкотира и така натаму. Апсолутно не поддржувам бойкотирање на попис. Генерално јас не сум за никаков бойкот. Демократијата не е бойкотирање. Можете да си ги кажете аргументите, да бидете против, за нешто, се едно,
Но априори бојкот никаде не води, не гледам каде, што е бенефитот од сето тоа. Но настрана, да, можно е кај нас, особено во предизборие, во кампања, секоја можна тема се злоупотребува за тие така наречени црни кампањи и тоа е она што нас не пречи и ние, еве, и сега и како дом и генерално како движење имаме една сосема поинаква реторика, секогаш, не само сега, ние секогаш сме имале позитивни кампањи. Значи, мислам дека тоа никаде не води, меѓусебните обвинувања, препукувања, граѓаните следат, точно знаат кој што придонел, не придонел, како функционира. Она што сега треба да го правиме во кампањата е да ги промовираме програмите, она за кое ние и се разбира кандидатите, за што се залагаме. Никаде не води обвинувањето на еве оние што се од против кандидати, да кажам, во изборите. И да, очекувам дека е можно да се злоупотребува и некои бројки со пописот, да се ствараат повторно некои меѓуетнички тензии и така натаму, што веројатно, еве се надевам дека нема да биде со интензитет како што било и претходно, бидејќи ова што го споменавте, тие меѓуетнички коалиции меѓу партиите, веројатно ќе го ублажат евентуалното, нели, евентуална ваква реторика, да. Да. Со оглед на тоа дека за локалните избори секогаш приказната се сведува од многу кандидати за градоначалници, потоа доаѓаме до двајца во втор круг. Доколку некој од вашите кандидати не помине во втор круг, мислам дека е многу неблагодарно прашањето, но пете, дали кандидатите ваши си ја имаат лично својот избор кого би советувале кон граѓаните да поддржат од некој од двата кандидата во вториот круг, или тоа како коалиција ќе го направите или воопшто нема да заблегувате во такви прашања? Ние прво навистина имаме одлични кандидати и јас очекувам кандидатите и кандидатките за градоначалници да влезат во вториот круг. Тоа е нашето очекување. Инаку, знаете, мислам дека е навистина неблагодарно на граѓаните да им се обраќате со реторика за кого ќе ги дадете. Тоа не се ваши гласови. Дали сте вие кандидат за градоначалник, за советник, пратеник, сеедно. Тоа се гласови на граѓаните и граѓаните знаат кого и зошто бираат. Изборот е нивен. Наше е да се представиме, да се обидеме на еден, би рекла, коректен начин да ја добиеме нивната доверба. Другото е она како ќе одлучат граѓаните. Верувате ли дека со оглед на тоа дека забележавме во изминатиот период, каде и поголемите партии кои што никогаш во животот ништо зелено не спомнале при никакво гостување по телевизии, одеднаш тоа им станува многу важна тема, дури ребрендирање целосно. Верувате ли дека можеби новие локални избори, баш она што представува зелена политика, ќе биде едно од клучните прашања, настрана од овие работи што ги спомнавме досега, пописи, лицитации, меѓуетнички и така натаму, туку баш нешто суштинско што на општинско ниво е многу значајно за луѓето? Тоа нема да биде само сега. Дали ќе ви го земаат приматот во тој дел? Се почесто се присутни тие зелени теми, еве да ги кажеме зелена агенда, seедно. Бидејќи партиите се прагматични, овие теми од аспект на заштита на животна средина, клима и така натаму, граѓаните се повеќе покажуваат интерес за нив и партиите одговараат на барањата на граѓаните. Но пак ќе кажам, важно е да сте честни, искрени и да имате познавање, се разбира, од таа област за која зборувате, бидејќи не е доволно само да зборувате. И ние тоа сме го видели и во претходни некои изборни кампањи, како и сега се повеќе доминира и не е тоа само кај на случај, тоа се случува и на глобално ниво, во Европа исто така, но граѓаните препознаваат кои навистина зборува за теми за кои прво верува и за кои има и експертиза и знаење и му се важни, не само вака дневна политика за добивање на гласови од граѓаните и тоа е она што луѓето најмногу ги иритира. Не иритира сите нас како граѓани. Оти во кампањата слушаме нешто, големи ветувања и после мандат еве за локални од 4 години гледаме дека многу малку од тоа се реализирало. Значи,
не е доволно само да ветувате, треба да се реализира. Тоа се очекувањата од граѓаните и еве, ако може да се надоврзам, бидејќи за мене, знаете, јас сум феминистка и за мене родовата еднаквост е важно прашање, сите партии зборуваат како треба да се зголеми учеството на жените во политиката. Еве, ние тоа го покажуваме на дело. Да, се залагаме декларативно, но првата шанса кога ја имаме, еве, за самостоен настап, навистина покажавме дека ние сме водечка партија по бројот на жени и за кандидатки за градоначалнички и за советнички, и тоа ми е драго. Не е доволно, се разбира, знам, но е навистина важен чекор напред и ми е драго, навистина се радувам за тоа. Пратенички Морачанин, ви благодарам многу за издвоеното време што бевте дел од денешното студио 10 и запазувајќи ги сите овие предизборни моменти, ќе ви речам само со успех од понеделник, толку. Благодарам многу. Да не додаваме ништо. Да бидеме во рамки на законските обврски. На тоа што сте гласале. Благодарам многу. Си земам за обврска, да се навистина да се допрецизира. Ви благодарам за благодарам многу и се гледаме ние повторно во ова студио. Благодарам. Почитувани гледачи, ние продолжуваме понатаму, останете со нас.